Почитувани слушатели на ЕСИ Радио, добредојавте во ЕСИ Спорт. Во обединеното издание ќе го посветиме на вести од фудбалот, каде што се спремаат новите фудбалски сезони, како и затварањето на Олимпијадата. Трансферите се нешто што сега се актуелно во овој период на годината и сите поголеми тимови гледаат на кој начин да ги подобрат своите екипи. Така, Жирона од Шпанија се засели со Бојан Мијовски, македонскиот фудбалер Бојан Мијовски, кој оди по стапките на големите македонски великани како Дарко Панчев и Горан Пандев. Бојан Мијовски и се приклучи на Жирона како нов напаѓач и го обезбеди најголемиот потек во кариерата. Тој сега ќе се надпреварува во најквалитетната шпанска лига, Ла Лига. По 2 сезони отсуство од елитната фудбалска дивизија на Шпанија, а Македонија повторно ќе има двајца репрезентативци по трансферот на голманот Столе Димитриевски од Рајо Ваљекано во Валенсија на почетокот на летово. Со заминувањето на Артем Добвик, Милски ќе зачекори како нов центрафор на Жирона. И покрај интересот од Еспањол и Дженова, македонскиот играч избра да се приклучи на Жирона, клуб кој минатата сезона ја брнуваше Шпанија со обезбедувањето место во Лигата на шампионите. Миовски и клубот веќе потпишаа 4-годишен договор, а тој со нетрпение го прифати проектот на Жирона под водство на Мичел, со оглед на амбициите на клубот за престојната сезона. Штипјанецот минатата година имаше звездена сезона во реномираниот шкотски клуб, каде постигна 26 гола во сите надпреварувања. Лука Модрич и официјално стана најкорисниот играч во историјата на Реал Мадрид, откако сега со клубот обезбеди 27 трофеи. Ова достигнување следува по синекешната победа на Реал Мадрид над Аталанта од 2-0 во Суперкупот на Европа, зашто Модрик ја обележа 27 титула во дресот на кралскиот клуб. Претходно овој рекорд го имаше Начо Фернандес, кој летово го напушти клубот по 23 години посветена служба. А Модрик, кој ќе наполни 39 години во септември, му се приклучи на Реал Мадрид од Тотенхем во 2012 година, трансфер кој првично најде на скептицизам, но тој брзо ги замолчи своите критичари, станувајќи еден од највлијалните играчи во модерната историја на клубот. Тој во Ла Лига има 359 настапи, постигнувајќи 28 гола и го предводеше Реал Мадрид до 4 шампионски титули. Дополнително, тој има освоено и 2 титули во Копа дел Рей, 5 шпански суперкупа, 6 титули во Лигата на шампионите, 5 европски суперкупа и 5 светски клупски првенства. Летово тој го продолжи договорот на уште една сезона со кралскиот клуб. Вести од кошарката, Джоел Ембиид, кој што со Соединетите Американски држави го освои златото на Олимпијадата во Париз во кошарка, е награден со орден за храброст од државата Камерун. Оваа чест им се доделува на граѓаните на Камерун за изводени достигнувања во нивните професионални области. Джоел Ембиид, кој е центар за кошаркарската репрезентација на САД, донесе одлога да ги представува САД на престојните олимписки кошаркарски игри, иако имаше право да игра и за Франција. Тој како центар на Филаделфија е признат како еден од најдобрите играчи во НБА во моментот и ја води Филаделфија до надпревари кои што водат блиску до НБА титулата, како што фактот дека тие во следната сезона се претенденти за освојување на најпрестижниот кошаркарски трофеј во светот. Вести од македонската кошарка. Македонската кадетска репрезентација ја пропушти првата можност да обезбеди опстанок на Европското првенство во Б дивизија. Тоа се одржува во Црна Гора, на надпреварот против Грција. И покрај враќањето од значителна негатива кој што има нашите кошаркари, драматичниот финиш на крајот ги фаворизираше ракометарите на нашите јужни соседи и забележаа тесна победа. Црвено-жолтите во последниот надпревар не можат да си дозволат никакви погрешни чекори, доколку сакаат да останат во ова надпреварување. Македонија ќе се соочи во Италија во клучниот надпревар кој што е закажан за денеска. Има еден јасен пат до победата на нашите кадети. Тие мора да ја совладат Италија со најмалку 2 поени разлика и ако го постигнат ова, нема да има потреба да ги чекаат исходите од другите надпревари. Вести од Формула 1. Верстапен, понекогаш Макларен, а понекогаш Мерцедес е побрз од Ред Бул.
Актуелниот шампион во Формула 1 Маркс Вестапен призна дека ривалите од Мекларен и Мерцедес се често побрзи од неговиот тим Red Bull во моментот. Холандскиот возач верува дека за да го задржи водството во шампионатот мора да ги максимизира перформансите на секое престојно Гран При. Нашите конкуренти стигнаа до нас, што некојаш Мекларен е побрз, понекогаш Мерцедес. Секако не сме задоволни поради ова. А тимот работи напорно за да го подобри нашиот болид. Мојот пристап не е променет, а целта е секогаш да се победи. Но ако победата не е возможна, фокусот е тоа што можно по високо место. Треба да се направи секако што треба, а јас сум задоволен од тоа и го сменивме и моторот, па пристојниот викенд во Зандворт треба да помине без проблеми, рече Верштапен. Во поредокот кај возачите води Верштапен со 277 поени, следен од Ландо Норис од Мекларен со 199 бодови и Шар Леклер на третото место со 177 бодови. Викендот ЕСИ Радио ќе биде гостин во Гевгелија, каде што ќе се одржи локален меѓународен шаковски турнир. Ќе известуваме за резултатите во живо и повеќе за турнирот следната недела во ЕСИ Спорт. Благодарам што бевте денеска со нас и за вашето внимание. До слушање.